поздравни говори. Така, например, се редеа од Аснос, па Завнох, па Завнобих, па Словенија, потоа говореа двајца, еден англичанец и еден американец. Уште немаше руска мисија. Потоа поздравни говори од нашата емиграција од Бугарија, од македонците од Егејска Македонија. Они изразија големо задоволство што еве и не е заборавено тоа дека и они воделе антифашистичка борба и оти се они дел на овој народ и така натаму. Имаше поздравни телеграми од Тито, од Врховниот штаб, од Черчил, од Рузвелт. Последното, офицерско танго во домот на офицерите беше одиграно во патетична атмосфера, во присуство на високи офицери на Вермахтот, на поданиците на цар Борис, на градските татковци и на метресите на 1000-годишното царство. Се служеше застоен руски кавијар и бугарско шампанско, а оркестарот ја свиреше Лили Марлен, невдахновено и досадно до зла Бога. Се наздравуваше од досада или од страв, сеедно, таа ноќ во Скопје, кога самракот на лажните богови веќе беше извесен, а поразот се криеше зад баханалиите на ефтините парфеми, шампањ, кавијар и отмена декаденција на оние чиешто време изминуваше. Зад сијајот на валсот во офицерскиот дом, војникот со црвена петокрака на капата некаде зад падините на водно гласно шепотеше: "Што мајка бараат во мојата земја, луѓето на кои Македонија не име мајковина." Правото да се освои слободата им припаѓа на упорните народи. Што станува со нашите души кога ќе го почувствуваат допирот на слободата? 30 милиони цивили ќе загинат до моментот кога на 6 август бомбардерот на американската авиација со романтично име Енола Гей ќе се најде над небото над Хирошима во 8:15 часот изутрината, за да фрли само една единствена бомба, од која во мигот ќе исчезнат 80.000 луѓе, со што ќе се заврши војната и ќе го измени светот, најавувајќи ги атомската ера и стравотните визии за моќта и за злоупотребата на човековиот ум. filmski dokument
за присуството на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, на главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреби на Македонија и на највисоките представници на новата народна власт во штото по ослободеното Скопје, се најубава слика за озарените и растреперени срца, за прекрасната солза радосница кај сите наши луѓе кои почнуваат нов живот во нова слободна Македонија. Оваа неизмерна радост и воодушевување, овие искрени преградки, букетите свежо цвеќе, песните и ората се само мал дел на се она што во себе го носат сите овие луѓе, сите овие сонцелюбиви борци, герои во тие први денови на слободата. Мене ослободувањето на Македонија ме завари во Источна Македонија. Еден другар ми кажа дека во црквата Свето Благовештение се собрани мајките на паднатите борци. Тргнав да појдам да се видам со тие мајки. Патем размислував како ќе ме прима мајките, бидејќи Месниот комитет на чие што чело јас стоев, на многу од нив им ги собравме децата уште 41 година и ги испративме во партизани. Сега јас се враќам жива, а нивните деца останаа на бојното поле. Влегов во црквата, на полутемната црква, додека ми се навикна очите, почнав да ги препознавам мајките, наредени во полукруг, една до друга и една за друга во повеќе редици, облечени во црни доземни фустани, забрадени со црни шами довеѓи, в раце држа бели шамичина, обшиени со црно. За мртовци такви се носе. Нема свети, нема поп. Така како што стоев, одеднаш некоја жена ме здогледа и се провикна. Ау, еве ја Верка, дошла Верка. Ме подзедо, ме гушнува, ме бакнува и ме предава една на друга. Во средината мајка му на Кузман Јосифовски, Пито. Силно ме гушнува и ме бакнува и тивко ми зборува. Веро, мајко, кај ти се Кузман? Борко го викаше таја. Кај ти е Марика? Кај ти се браќа ти Мирче и Димче? Кај ги остави, зошто не ги доведе и нив? Се стегав да не ми потеча солзи по образите. Донезе бабата Зака на Кузмана. Таја ми вика, Веро, мајко, барем Марика да ни останеше жива, огно да ги изгори овие бугари. Најнакрај на редицата, мајката на мојот другар Борка спасија модерното. Силно ме стега на своите гради, не издржа, се провикна, Борка, сине, кај си? Јас ги чувствував незините солзи врз мојата глава. Набрго потоа, кога ја посетив дома, ми кажа, Борка ми беше првно дете. Ми остана неиспакано во војната. Јас не сакав да ставам црна шамија и не плачев да не ми се сита душманите. Излегов од црквата восхитена од тие изгорени, ама многу храбри мајки. Всушност, најголемите херои во војната, Втората светска војна, беа тие мајките. Дојдоа партизаните. Така викаа децата